представувам Джейсон Мико, македонски сенатор кој од Соединетите Американски држави допатува во Македонија за да ја сподели љубовта со македонците во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Господине Мико, врдителу македонски, повелете! Здраво, Македонио! Јас сакам Република Македонија. Јас сакам Македонија. A very happy Independence Day to the Republic of Macedonia and to Macedonians everywhere. Ви посакувам среќен ден на независноста на Република Македонија и на македонците насекаде. In a few weeks, you will be asked to vote on an agreement which will change the name of the Republic of Macedonia. За неколку недели вие ќе треба да гласате за договор кој што ќе го промени името на Република Македонија. It will change the constitution of the Republic of Ќе Macedonia. го промени и уставот на Република Македонија. It will change school books, maps, atlases, teaching guides, and many other things in the Republic of Macedonia. Ќе промени книги за на училиште, мапи, атласи, училишни водичи и многу други работи во Република Македонија. It will change the history of Macedonia. Ќе ја промени историјата на Македонија. It will change who rules the Republic of Macedonia. You, the Macedonian people, or some foreign government. И ќе промени кој ќе владее со Македонија, со Република Македонија. Вие, македонскиот народ или некоја странска влада? If you have not read this 19-page agreement, I urge you to read it. Ако не сте го прочитале овој договор од 19 страници, јас ќе ве замолам да го прочитате. Ask your government officials what it means. И прашајте ги вашата влада што значи тоа. Share it with each other. Споделете го едни со други. Ask questions of your friends and your families and your neighbors about what it means. И прашувајте прашања на вашите пријатели, на семејството, на вашите соседи што значи ова. The government is telling you that if you vote for this agreement, you will be a part of Europe. Владата ви кажува дека кога гласате за овој договор, вие ќе бидете дел од Европа. There's just one problem with that statement. Но има само еден проблем со оваа реченица. You are a part of Europe. Вие веќе сте во Европа. The EU is your largest trading bloc. Европската унија е вашиот најголем трговски блок. You can travel throughout the European Union with very little difficulty. И може да патувате низ Европската унија со не толку многу тешкоти. Regarding NATO, Macedonia is a member of NATO in all but, ironically, the name. А во однос на НАТО, Македонија веќе е членка на НАТО, во се друго освен иронички со името. The excellent men and women of the Macedonian armed forces have served proudly in NATO missions around the world. Има тука одлични мажи и жени кои што се дел од македонската армија, кои што гордо служеле во мисиите на НАТО ширум светот. I want to honor and respect the men and women of the Macedonian armed forces. Јас сакам вие да ги почитувате и да ги вреднувате армијата на Република Македонија како сила. Join with me in thanking the men and women of the Macedonian armed forces. Ајде заедно да им се благодариме на сите тие кои што се дел од македонската армија.
some in the international community who are telling you that there's no alternative. Сега, значи има некои во меѓународната заедница кои што ќе ви речат дека нема алтернатива. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Дека ова е шанса која што ви се добива еднаш во животот. It's now or never. Сега или никогаш. All of those statements are false. Сите овие изјави се погрешни. There's always other opportunities. There's always alternatives. Секогаш има алтернативи и други можности. Some are telling you that now the Macedonian identity and language will be recognized because of this agreement. Некои ви велат дека сега македонскиот идентитет и јазик ќе бидат признаени со овој договор. But there's only one problem with this statement. Но и тука има проблем со оваа реченица. The Macedonian identity and language are already recognized around the world. И македонскиот јазик и идентитет веќе се признаени во целиот свет. Over 130 countries recognize the Republic of Macedonia. На 130 земји веќе ја препознаваат и ја признаваат Република Македонија. You're being told that if Macedonia joins NATO and the EU, money will fall from the sky and you'll be rich. Ви велат дека Македонија, доколку стане членка на НАТО и на Европската Унија, пари ќе паѓаат од небото и дека вие ќе бидете многу богати. There's only one problem with this statement. It's not true. И со оваа реченица има нешто што не чини. Не е вистина. Membership in these groups doesn't promise you success. Членството во овие групи не ви ветува никаков успех. Just look at some of your neighbors. Погледнете ги само некои од вашите соседи. No member of NATO or the EU got there where they are because of these organizations. Ниту една членка на НАТО и на Европска Унија не стигнале каде што се поради овие организации. It takes hard work, a free market economy, respect for private property, low taxes, the rule of law, strong and traditional families, a faith in God, a lot of prayer, and more hard work to make Macedonia a success. Треба да се работи напорно, да се создава слободна пазарна економија, да се почитуваат приватните собствености, да се стават ниски каматни стапки, владењето на правото да се почитува, да се градат силни и традиционални семејства, да се верува во Бога, да се молиме и да уште повеќе да работиме за да направиме Македонија да биде успешна. And you can do that on your own. А вие тоа сами може да го I've seen you направите. do that in the past. И сум ве видел како тоа го правите во минатото. Now, I've been involved in the countries of Southeastern Europe for 26 years. Јас сум веќе инволвиран со моите активности во земјите од Југоисточна Европа повеќе од 26 години сега. I've frankly forgotten more than most of the so-called experts will ever know. Толку имам многу видено што веќе имам заборавено од многу работи кои што велат дека експертите ги познаваат. But I know this. Но знам едно. Macedonians through the centuries have sacrificed, fought, and sometimes died for an independent Republic of Macedonia. Знам дека македонците низ вековите жртвувале, се бореле, а нечесто и умирале за независна и суверена Република Македонија. You achieved that on September 8, 1991. Вие тоа го постигнавте на 8 септември 1991 година. Is today, September 8, 2018, the last time that we will celebrate together the independence of the Republic of Macedonia? Ве прашувам, дали денес, 8 септември 2018 година, е последниот пат кога ние славиме Ден на независност на Република Македонија? Or, 1 year from now, Или една година, по една година, on September 8, 2019, на 8 септември 2019-та, will we be celebrating a newly independent country called the Republic of North Macedonia? ќе славиме ни тогаш ново создадена земја, така наречена Република Северна Македонија. A new country that's given up its sovereignty and its identity
Нова земја што се откажала од својот суверенитет и независност and its independence to its own rights, to its name, constitution, identity, and dignity. како и правото за сопствено име, за устав, за идентитет и достоинство. The choice is yours. Изборот е ваш. You can vote to change the name of Macedonia and everything about Macedonia. Може да гласате да го смените името на Македонија и се во врска со Македонија. You can vote no to the change. А може да гласате и не за промените. Or you can boycott the vote and make sure it fails. Или да го бойкотирате гласањето и со сигурност да не успее. The choice is yours. Изборот е ваш. For me, it will always be the Republic of Macedonia. За мене секогаш ќе биде Република Македонија. It will always be Macedonia. Секогаш ќе биде Македонија. Da žive Republika Makedonija! Da žive Makedonija! Да живее